Благодарам, Бранко. Токму така, денеска ќе зборуваме за употребата на вештачката интелигенција и можностите што ги нуди во нашите секојдневни животи. А како што најавивте, мој соговорник ова утро е Ристо Трајанов, магистар по наука за податоци. Ристо, добре дојдовте во Македонија наутро. Вештачката интелигенција е речиси насекаде во нашите животи, кои се највозбудливите начини на кои ја менува нашата секојдневна животна рутина. Така, да. Значи, вештачката интелигенција е се поприсутна во нашите секојдневни животи и тоа е најчесто во форма на персонализирани сервиси и продукти, што се базирани врз нашите интереси. Најпрост пример за тоа се социјалните мрежи и целата содржина што ја конзумираме таму, тоа е се базирано на нашите претходни интереси. Сега исто така се рекламите кои што ги гледаме на интернет, сите филмови, серии на Netflix и Max, но на посериозна нота вештачката интелигенција е се поприсутна и поприсутна во медицината. Многу повеќе доктори ја користат како препорака за некоја дијагноза и како еден начин да си ја надополнат својата експертиза. Сега не би можел да ја завршам ова листа без да ги кажам најновите генеративни модели, кои што се ChatGPT од OpenAI, Gemini од Google и сите останати. Овие модели направија револуција во тоа како го користиме интернетот и како преваруваме информации. Јас секојдневно ги користам во мојата работа и сум сигурен што имам зборувано дека сите останати програмери во својата секојдневна работа ги користат овие модели за да си помогнат во секојдневните обврски. Многумина од луѓето се плашат дека вештачката интелигенција ќе им ја земе работата. Дали навистина е таа сериозна закана или пак нуди одредени можности во подобрување на работата? Значи да, во наредниот период ќе следи автоматизација. Кога зборувам за автоматизација, зборувам за процеси кои што се повторливи. И тоа може денеска најчесто да се види во администрацијата, каде што ќе бидат заменети процесирањето на документите, внесување на податоци, по финансиите, одобрувањето на кредитот, процесирање на трансакции, значи во животни ресурси, едукација. Да, вештачката интелигенција ќе има импакт и влијание врз сите индустрии. Исто така гледаме примери на заменување на работни позиции, како што се телеоператорите со новите чат-ботови кои што се многу побрзи, поефикасни и достапни 24/7. Индустрија што исто ќе биде опфатена е транспортот, значи со растот на автономни возила. Гледаме како се повеќе и повеќе луѓето се свртуваат кон автономни камиони, со тоа ќе се намали бројот на возачи на камиони. Сега, јас сум оптимист дека оваа технологија ќе створи многу повеќе работи отколку што ќе замени. Но едно е сигурно, вештачката интелигенција е тука да остане и секој од нас ќе треба да научи како да ги користи овие алатки, бидејќи тие ќе бидат најглавниот фактор дали кандидатот ќе ја добие работната позиција. Како вештачката интелигенција учи на препознавање на лица, но и предвидување на иднината? Дали навистина може таа сушност да размислува како човек? Да, значи вештачката интелигенција има една слика што ни дава на мимика на мислење на човек. Значи секој од нас што го има користено моделот ChatGPT ни дава чувство дека таа алатка е свесна за сама себе. Но тоа уствари е целото причина на машинското учење. Машинското учење е како се тренираат овие модели и како се ствара вештачката интелигенција. Во примерот што го споменавте за препознавање на лица, тоа се случува со огромен број на податоци, слики, во кои што се означени лицата каде што почнуваат и каде што завршуваат. Сега овие модели пробуваат да ја предвидат каде е локацијата на лицето, ако постои лице во сликата, и ние го наградуваме за позитивен одговор, а ако сгреши, ние му кажуваме како да се подобри и каде сгрешил. Да, може денешните модели да даваат мимика дека тие размислуваат како човекот, но тоа се само рефлекција од реалноста на тие податоци од кои што се тренирани. Што е најизненадувачкото нешто што може да го понуди вештачката интелигенција, а луѓето што не би го очекувале?
Па јас искрено многу сум возбуден за генерирањето на видео од внесен текст. Значи, генерирањето на текст и генерирањето на слика се каде поразвиени од оваа технологија и искрено мене ми е фасцинантно каде беа овие модели пред една година, каде што секој од нас можеше да каже да, ова е генерирано од вештачка интелигенција, но денеска тие се неразграничени од реалност. Искрено сум возбуден да видам како овие модели ќе имаат улога во филмската индустрија и со тоа ќе се намали бариерата да може секој од нас да ја оствари својата креативна или иновативна идеја со помош на овие модели. Така и за крај на нашиот разговор, Ристо, каде е иднината на вештачка интелигенција? Така, значи јас сметам дека можеби не за една година, можеби не за 10, но ќе дојде момент каде што вештачката интелигенција ќе е попаметна и ќе може да ги извршува сите обврски што може да го изврши човекот. Тоа ќе биде најмногу приметено во медицината, значи во откривањето на нови лекови, како што ќе доаѓаат нови болести, но исто така треба да бидеме предпазливи со оваа технологија, бидејќи може да наштети на секој од нас како се користи без некои ограничувања. Така, Ристо, благодарам за објаснувањето. Ние ќе го следиме развојот на вештачката интелигенција и ќе известуваме за сите најнови постигнувања што таа ги носи и се разбира, ве очекуваме повторно да ни бидете гостин во Македонија научи. Ви благодарам за поканата. Јована Вранко, разговаравме со Ристо Трајанов, магистар по наука за податоци, а нашата тема денеска беше развојот на вештачката интелигенција и нејзината употреба во нашите секојдневни животи.